Здраво друштво, здраво бикови, добре дојдовте во новото видео во кое ќе ги толкуваме пораките кои тарот картите не ги испраќаат, се однесуваат за вас биковите и за месецот кој следи, односно месец мај 2022. Значи, генерални се овие видеа, за некога ќе се однесуваат, за некој од вас нема да имаат смисла, па токму поради тоа, она што ќе почувствувате дека е за вас, прифатете, нека ве води, она што не оставете и ништо повеќе. Значи, ајде сега да преминеме на главното. Месец мај за вас, драги мои, е месец, интересен месец. Значи, се случуваат некакви работи, ги се случуваат неколку работи. Најважното е оно од каде вие почнувате, кои се вашите основи. Вие во основа доаѓате од една стабилна ситуација. Доста стабилна ситуација, се наоѓате во таква. И финансиски, и ментално, и емотивно, во повеќе аспекти ова може да се, за повеќе аспекти може да се однесува. И ви доаѓате од една доста стабилна состојба. И сега следат некакви промени, се случуваат некакви промени и ви го чувствувате тоа, го знаете, го гледате. И за дел од вас се случуваат стравови, да, што тие промени ќе донесат, а за дел од вас се случува возбуда, восхит околу промените што следат. Вие што се плашите за нешто, вие кои сте во стравови околу промените, се плашите дали некој во вашиот живот ќе успее да ќе остане во вашиот живот или па ќе продолжи да ви ја дава поддршката финансиска, емоционална, материјална, каква и да е, која досега ви ја давал, силата, подкрепата, на било каков начин, она што ви го дава досега, ве подкрепува на некој начин, вие се плашите дали тоа ќе продолжи во месецов кој следи. Вие што сте возбудени од она што следи, вие очекувате некаква вистина, некакви зборови, некакви информации. Вие очекувате да ви биде донесени, затоа што тоа ви е многу потребно, или ќе ви биде многу потребно, за да извојувате некаква победа. И за едните и за другите, јас да ви кажам дека она што го посакувате, тоа доаѓа, не се сомневајте, тоа несомнено доаѓа. Значи, за дел од вас, вам во мислите вие некаква личност која многу веројатно е дека носи светла облека, бела облека, се облекува во такви бои, или пак е тој или таа личност кој во вашиот живот носи светлина, оптимизам, радост, баланс. Тој нешто ќе игра голема улога овој месец, може би тој од кого очекувате поддршка, може би тој од кого очекувате гласови, може би тој од кого доаѓа една нова понуда. За дел од вас доаѓа, а за дел од вас вие ќе дадете оваа понуда, вие се знаете во кој дел од приказната сте, меѓутоа ова е во многу скора и блиска иднина. Значи некаде на половина од месец мај или втората половина, ова ќе се случи ваква некоја понуда. И сега што е тука? Добро да знаете дека може би вие едноставно не може да го извадите овој човек, оваа личност од умот и мислите, и тоа почнува полека да прераснува во една нездрава врска, во една нездрава енергија и мисли и
обсесија во вашата глава, и или пак тие така се чувствуваат, или пак за дел од вас понудете што доаѓа, вие го знаете ова. Вие ќе го препознаете ова по човекот кој ја нуди, можеби па тој ќе биде некој кој обожува да носи светла облека. Има руса коса, светла коса, и понудата што ќе ја даде ќе биде непристојна или не потекнува од некакви искрени чувства, значи треба добро да внимавате. Или пак некој во вашиот живот, можеби го имате, можеби значаен вие, ќе направи некако вас да ве врзе, да ве обврзе со нешто. Некако да ве... Знаете, кога некој ни прави услуга, меѓутоа знаеме дека нешто за возврат ќе се очекува, ете така, и неговата намера е таква. Тој ќе направи нешто, таја или тој, значи ќе направи нешто за вас, и после тоа вие ќе чувствувате обврска дека треба нешто да вратите, да возвратите, да правите, меѓутоа тоа не е воопшто добро, затоа што вас тоа ќе ве оптеретува. Нема да биде добро. И сега дел од вас водите некаква битка, сте со намера да направите нешто, да можеби расправија, можеби на некој начин планирате нешто, некаква војна со некого, и тоа го планирате, го очекувате, го чекате моментот, меѓутоа токму пред крајот веќе се откажете од тоа, и тоа е многу добро. Ако не планирате, тоа што кажете се, само така ќе доживеете благосостојба, мир и успех. Рековме, доаѓа кон вас нова некоја вистина, нови гласови, нови вести кои ќе ве на некој начин ослободат или направат победници во нешто. Тоа сигурно доаѓа. Вашите желби и очекувања се нешто, вие чекате нешто да се случи, па потоа да славите, да прославите за тој успех, меѓутоа се плашите дека тоа предолго трае и дека ќе мора да го чекате премногу долго. Тоа се вашите стравови. Или па дел од вас мислите дека успехот секогаш надофат и токму пред да го зграбите, тој ви бега од раката. Таква чувство некој имате. И на крајот, исходот во месец мај, без разлика за што и да се работи, е дека вие ќе бидете спречени да направи. Дел од вас ќе бидете спречени да направите нешто, а дел од вас без разлика на пречките, без разлика на неможноста во ситуацијата, вие ќе најдете начин како да направите нешто многу или големо, или значајно, или експлозивно, нешто во тој поглед. Може би доаѓа некоја енергија кон вас, или вие ја носите оваа некоја голема страст, на некоја голема желба, на некоја... Ова се големи страсти. Може би овој човек кој претходно или оваа личност која спомнавме, едноставно не може да се избори со своите страсти кон вас. И, драги мои, тоа беше тоа. Сега за крај се замислувате, знаете, желба, со да или не, одговараме. Одлично, се надевам, замисливте, желба или прашање. И по одговорот за вас е, ако треба со да или со не да ви кажам тогаш не, а кратката порака е дека да, ова е последно, ова е крајот и последниот пат што треба да го изодите, колку и да е тежок,
последен пред да заврши сето тоа. Што и да е, јас тоа не можам да го знам. Сега, за крај, исто така, сакам и една кратка мала љубовна порака, затоа што ова не се љубовни видеа, тие доаѓаат, не грижете се, ќе следуваат, меѓутоа да не ве оставам и без таква порака. Само една кратка порака што треба вие биковите да ја знаете за сега. Ајде да видиме која е за вас. Слобода. Ништо не ве спречува. Патот е чист, ако сакате таков да биде. Значи, драги мои, вас ништо не ве спречува. Вие преземете акција. Значи, може тоа е таа акција која треба на крајот вие експлозивно да ја направите. Одлично. Се надевам уживавте, се надевам најдовте нешто што ка ве води и до следното видео. Чао, чао!